Во ова видео ќе научиш што се јони и како тие се образуваат. Кога атомот прима или испушта електрони, тој добива полнеж. Електроните се негативно наелектризирани, па со примање или испуштање на електрони ќе се образува полнеж. Овие наелектризирани честички се нарекуваат јони. Кога атомот испушта електрони, тој станува позитивно наелектризиран. Позитивно наелектризираните јони се нарекуваат катјони. Лесен начин да се запомни ова е да се потсетиш дека канаринците имаат пертуви. Кога атомот прима електрони, станува негативно наелектризиран. Негативно наелектризираните јони се нарекуваат аниони. Да го погледнеме примерот со натриум. Неговата електронска структура е 2,8,1. Тој има еден електрон во неговиот валентен или надворешен слој. Кога натриумовиот атом го испушта овој валентен електрон, тој станува позитивно наелектризиран натриумов јон. Неговиот полнеж се пишува како степен кога се пишува символот. При цртање на електронската структура, таа се прикажува во средни загради и се запишува полнежот во горниот десен агол. Да го разгледаме и примерот со кислород. Неговата електронска структура е 2,6. Поради тоа, тој има 6 валентни електрони во неговиот валентен слој. Кислородот прима 2 електрони и се образува негативно наелектризиран O2- јон. Не заборавај да го вклучиш полнежот кога ќе ја пишуваш формулата и кога ќе ја црташ електронската структура. Ако ја погледнеме електронската структура на овие два јони, ќе видиме дека тие имаат целосно пополнет надворешен слој. Може исто така да се види дека тие имаат иста електронска структура како еден благороден гас. Јонот на натриум и оксидниот јон имаат иста електронска конфигурација како атомот на неон. Дали сега ти е јасно за јоните? Дали можеш да образуваш јони? Ајде обиди се. Паузирај го видеото и нацртај ја електронската структура на калциумов јон и хлориден јон. Електронската структура на калциум е 2,8,8,2. Тој испушта 2 валентни електрони и образува јон на калциум. Електронската структура на хлор е 2,8,7. Тој прима еден електрон и образува хлориден јон. Двата јони имаат иста електронска структура како атомот на аргон. Дали правилно ги напиша структурите? Дали се сети да ги означиш полнежите? Што имаат заедничко натриум и магнезиум? И двата се метали, а металите ги испуштаат валентните електрони и образуваат катјони. Металите од прва група, како натриум, имаат еден валентен електрон кој го испуштаат и образуваат јони со полнеж плюс 1. Металите од втора група, како магнезиум, испуштаат по 2 валентни електрони и образуваат јони со полнеж плюс 2. Кислород и флуор се неметали. Неметалите примаат електрони и образуваат аниони. Кислород е во шестата група и има 6 валентни електрони. Тој прима 2 електрони и образува јони со полнеж -2. Флуор е во седмата група и има 7 валентни електрони. Тој прима 1 електрон и образува јон со полнеж -1. Елементите од трета група, како што е алуминиумот, испуштаат 3 електрони и образуваат јони со полнеж +3. Елементите од петтата група, како што е азот, примаат по 3 електрони и образуваат јони со полнеж -3. Елементите од четврта група, како јаглерот, главно образуваат ковалентни соединенија. Да заклучиме, јон е наелектризирана честичка која се образува со примање или испуштање на електрони. Позитивно наелектризираниот јон се нарекува катјон, а негативно наелектризираниот јон се нарекува анион. Образуваните јони имаат иста електронска структура како најблискиот благороден гас. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.